Во Струмица средношколци ги презентираа своите иновативни решенија за предизвици поврзани со климатските промени и заштита на животната средина. Станува збор за саем кој го организираше Сдруженијето Лидери за едукација, активизам и развој Леат од Скопје, во соработка со УНИЦЕФ, кој имаше за цел да ги представи конкретните идеи и проекти на младите за подобра животна средина. И сакавме да им дадеме можност на младите, поточно на средношколците, да го искористат нивниот креативен потенцијал за тие да иновираат нови решенија како би се справиле со животната, проблемите со животната средина и со климатските промени. И знаејќи дека навистина во нив има потенцијал да дадат решенија што на нас возрастите можеби не би ни текнале, но и преку целиот тој процес тие да стекнуваат вештини кои што потоа би ги примениле и во реалниот свет или можеби би ги претвориле во сопствени бизниси, социјални претпријатија и така натаму. Средношколци од Крушево предложија од отпадното масло од угостителските објекти да се произведуваат миризливи сапуни. Во училишната лабораторија тие веќе го тестирале целиот процес како дел од решенијата за почиста животна средина. Исто помош на процесот на сапунификација, ние правиме сапун за раце кој што е 100% безбеден за користење. Значи ние го загреваме ова отпадно масло, го мешаме со натриум хидроксид, што е јака база, и со помош на зреење на сапунот и други, значи хемиски процеси, доаѓаме до сапун кој што го збогатуваме со етерични масла за добар мирис. Исто така му додаваме прашкасти бои, може да има нели боја и е 100% безбеден за миење на раце и перење на јадиште. И отприлика од 1 литро отпадно масло со мешање со натриум хидроксид може да излезат од 10 до 12 сапуни, значи. Ние си имаме спремено и паковка за нив. Учениците од Ѓорги Наумов од Битола понудија решение како да се сузбие мувлата во јавните простори, која може да предизвика и болести. Предраг Киров го објасни целиот процес кој ќе работи на соларна енергија. Во нашето училиште се појави муфла. 800 деца од нашето училиште беа изложени на хроничен бронхитис. Тоа не значи дека е само во нашето училиште. Тоа може да биде во другите средни, во основни училишта, дури во забавишта. Ние одлучивме да го решиме проблемот. Го решивме проблемот со прочистувач и навлажнувач на воздух, кој работи комплетно на соларен панел. Другите прочистувачи работат на согорување на фосилни горива. Го прочистуваат воздухот од фосилни горива. Ние одлучивме да сме различни. Ја чистиме и околината, го чистиме и внатрешниот простор. Како работи? Го приклучуваме, фенот почнува да врти, го прочистува воздухот. Овде да има нечист воздух, поминува низ активен јаглен, за да ги тргни миризбата и да ги тргни лошите мириси и такви работи. Овде имаме HEPA филтер. HEPA филтерот ги чисти 99,97% од нечистите частици. Овде исто така имаме навлажнувач на воздух. Средношколци од Емирхисар пак со решение како да се оптимизира наводнувањето на земјоделски површини во услови на суша. Станува збор за дигитално решение со цел да се минимизираат загубите од вода. Значи, нашиот проблем е сушата, затоа направивме паметен систем за наводнување. Значи, тој може да се користи со апликација од различни места. Бидејќи ние имаме во нашето училиште пластеник, значи во врска е со струката шумарско, не мора да во лето да се оди да се наводнува, значи можеме од нашите домови и од различни места да се наводнува. Значи направивме апликација и сите делови ги имаме. Исто така, значи со следните финанси ќе биде тоа како за поголемо место, за поголем простор, исто така може да се користи за земјоделците. Со помош на подземните води, тие се наоѓаат најобично со помош на 2 бакарни жици, со најобичен сврдел се копа под самата земја, се наоѓа тој извор на вода, при наоѓање на тој извор може се вести пумпата како што е наместена тука и си работи системот како нормално. При континуирано користење самиот извор се проширува, не е до степен за да истече водата. Сите иновативни решенија, креирани преку Upshift програмата, може да најдат примена и во реалниот сектор, беа децидни од Сдруженијето Леат. Оттаму кажаа дека со нивната примена не само што се отвора социјален бизнис, туку се придонесува и за заштита на животната средина.
идејата е да ги поттикне ова потоа да го претворат во социјални иновации, да го претворат во бизнис, каде што ќе се само вработат и ќе вработат нормално и други припадници на таа општина, таа заедница, граѓани, нивни сограѓани, но и од друга страна економскиот развој во голема мера доаѓа од тоа колку ни е здрава и чиста животната средина или колку ни е трошак грижата за животна средина, така што иако не е директно поврзано со економски развој, можеби во голема мера одговара и на предизвиците поврзани со економскиот развој на општините. Upshift е програма за социјални иновации која ги поттикнува младите активно да идентификуваат проблеми, да размислуваат критички и да развиваат решенија со реална примена. Програмата се реализира во соработка со УНИЦЕФ и Бирото за развој на образованието и предвидува социјалните иновации да бидат изборен предмет во гимназиското образование од следната учебна година.